Тања! Тања, каде си бре, дете? Тука сум, баба, на балкон. Ајде, остави го мачето и дојаѓе веднаш вамо. Ако сакаш да знаеш, мачето воопшто не беше на балкон. Не беше? Не. А што правеше тогаш цело време таму? Гледав во еден војник. Тања, каде се бре, каде се, не можам да најдам. Што тоа, баба? Ножиците, еве, потребни ми се. Па нели сношти утре сецкаше нешто со него? Прашај го него, тој мора да знае. Тој мора да знае, тој може да знае, а каде да го најдам него. Ах, само нека ми дојде, не ранимајко ни заеден. Знаеш што, баба? Провери во неговата соба. Тој се нешто сецка од штрафува, се искрши, па сега се нафрли и на ножиците. Ако така и ви треба, многу сте си го разгалили? Него сме го разгалиле, а тебе постојано те караме, така? Сега не велам тоа, но сепак треба малку да го приклештите. Не му личи на годините. Врти опашко ни заедно. Што е тоа што не му личи на годините? Па, не му личи да се кара со мене и... Така, значи, знаеш што? Види сега, ако сакаш баш да си ја кажеме вистината и ти не си цвеќе за мирисање, многу често ти го потпалуваш огончето. Јас знам и гледам се. Баш ништо не гледаш. Како тоа ништо? Па така, ножиците ти се пред очи и пак не ги гледаш. Кажи бре, дете, кажи каде се, што е ова? Во джебот од престилката. Нема туста да викнат. А можев да си се заколам така самата себе си. Години, па грижи. Еден ум за делник, еден за празник. Ајде, ела, помагај ми овдека. Иглата. Дај. Ден. Баба, а зошто тој војник постојано шета пред куќата? Па, тоа не е куќа. Не. Тоа е магазин. Каков магазин? Па, тоа порано беше куќа, сега е магазин, затоа сега таму не живеат луѓе, но затоа стражарот мора постојано да чува. Мора да го чува тоа што е во сандаците и бурињата, така? Какви сандаци, какви буриња? Па пред малку војникот ја отвори вратата и внеса некакви буриња, сандаци. Тој ја отвора, знаеш, само тогаш вратата кога внесуваат нешто. Значи ти тоа го гледаше цело предпладне. Убаво. Па добро да е, ете, мора да ги чува. Што има во нив? Што има? Мини, бомби, муниција, оружје. Дете брат, ајде, што туку ме распрашуваш, па самата и учиш, и знаеш, и кој чува, и зошто чува, и како чува. Јас ке отворам, баба. Здраво, живо! Ама ме нагази, па! Повели. Така, ви цело утро сваќе се моткам како утни зградов, па си велам, ајде да наминам, да ве дзирнам, по едно кафенце да се напиеме. Токму навреме и јас немам пиено кафе. Бабо, јас ке ти сварам. Не, ти книгата враце и цело са бајле немаш пипнато. Повели. Сваќе, уште од рано утро сум овде во градов. Насекаде гледам некакви војници, партизани, па сакам одовде да поминам, не може. Од таму не може, од таму. Што е ова, сваќе, што е ова? Па, така де, тоа е поради акцијата сво, сите се мобилизирани. Еве, Керка ми е во цивилната заштита, Васко е во ТО. Кој е ТО? Територијална одбрана, а Илче е курир. А ние сваќе, што ние двајца да вака? Ние. Па некој треба на борците да им сготви јадење, нели? Ние сме во интендантската служба. Ќе видиш колку сме важни ние кога ќе се вратат сега изгладнати. Сваќе. А мене ме фати некој мерак да дојдам, да ве дзирнам, што се вели по едно кафенце да се напиеме, да се видиме. А знаеш, ние селските луѓе не сме навикнати на толкава тарапана. Еве го, повели. Уба, сваќа. Така.
Машала, ова многу јако сваќе. Па си имав причина, си се честив и си купив чисто кафе. За мене е дури пречисто. Од јас и мојата баба, знаеш, ние си пиеме вака мешано, пола наут, пола кафе. Тања. Што станало? Тања, ти пак играш со мачето. Па добро ти реков, ајде, гледај свато со што го рани мачето со чоколадчина. Целото четиво го научив веќе напамет. Аха. Вака. Се знам, само едно зборче не ми е јасно. Во тоа ли е маката, во едно зборче? Јас ќе ти помогнам. Не остави, а таа ти измисли се нешто за да може да игра со Добро, мачето. сваќе, ај ти гледај си го ручекот, а јас и Тања ќе почитаме малку и така, немам што друго да правам. Сега, ајде кажи ти, Тања, во што е маката, а? Па вака, наставничката ни рече од целото четиво да избереме по една реченица и да извршиме граматичка анализа на секое зборче. Сега јас се знам, само не знам што значи зборчето стандард баш точно. Но зборче, значи само зборчето стандард не знаеш. Да. Зборчето стандард рече. Стандард. Абе, дете, јас го знаев тоа зборче, ама некако го заборевив. Стандард. Сум го слушала, многу често го кажуваат на телевизија. Го знае. Стандард? Па текна, па живот е тоа дете. Па, вака, ако стандард значи живот, што значи тогаш живот? Тоа мора некако да се објасни. Сега, како се... Живот што? Па види сега вака, дете. Замисли си ти како да е воено време. Насекаде немаштија, глад. Луѓето се борат за корка леп, за лажиче сол се гине. Оние што се храбри издржуваат, оние послабите подклекнуваат. Но вака, како да ти речем, сите живеат во страв. Ме разбра? Дедо, тоа е многу лошо. Тоа е многу лошо. Добро да ако тоа било, поминало, сега не е така, сега е убаво. Па добро, тогаш бил таков стандардот, но денес каков? За денес не бра? Сега за денеска. Па денеска стандард, па гледаш ти и самата, сега и мачињата, и врапците се најадува на чоколадо, на наполитанки и беллеп, а некогаш тоа го немаше. Па дедо, јас тоа го знам, но не знам граматички што значи зборчето стандард. Чекај бе, дете, јас ти објаснив што значи тоа во животот, а граматички тоа нека ти објасни тебе учителката. Јас толку знам. Доста, Тања. Ајде, немој да му додеваш, ке дојде Илчо и тој ќе ти помогне. Сега и ти го најде учениот. Браво. Еве, поздраво. Абе, Илчо, ајде поздрави се, имаме човек во куќава. Имам важна работа. Што? Здраво, дедо Ставре. Извини, многу сум запатен, извини. Ако да? Што е, нешто бараш, па дај кажи ми, може би Војна тајна. А и уште си на должност. Уште еден час, ако не ме изберат за најдобар курир. Леле, ама фалење. Полека, се ќе се дознае по весниците, по радиото, се си има свој ред, полека. Добро, ама, ајде, што е сега, што бараш таму? Барав личната карта на една другарка, не можам Како, па тука е? Не можев да ја најдам. Ајде, здраво. Абре, што му е на детево како да се мрднало? Па што ќе го разбереш, не гледаш дека се прави важен? Добро, сваќе, јас сега треба да одам. Ајде, благодарам на кафето. Друг пат пак ќе си наминам јас. Ајде, довидување. Довидување. Тања, ела ваму. Тања, ела да шифрирај ми овдека, јас нешто не можам да разберам. Гледај се, ако ја фатам оно, овако ја фатам. Здраво. Што е, Маја? Бараш нешто? Ништо, мама. Да не е некоја војна тајна и ти како Илчо. Што, беше тука Илчо? Па еве, туку што излезе. И, ја земали? Што?
Па личната карта, бре, мамо. Ама престанете да играте овде некакви команданти и да ме влечете за нос. Ќе кажете ли веќе една што барате и зошто барате? Опрости, мамо. Замисли тој наш Илчо да ти ја врати теткам од половина пат. Тргнала жената кај нас да си ја земе личната карта, нели беше жиран па остана кај нас. Ја гледав негде Каде? дека тука е на надкасната. Како ми ја видови? Да. Тој наш Илчо како курир бил задолжен во акцијата да ги легитимира луѓето што се симнуваат од автобусите и што се упатуваат во правец на нашата населба. Така ја сретнал и тетка му. И замисли, не сакал да ја пушти. Ја оделил во групата на сомнителните затоа што немала лична карта. Па добро, и таа не му објасни. Мамо објаснувала, го убедувала, а тој тргнете се, не пречете, другарке, не ве познавам, вие за мене без лични исправи сте сомнителни. Пропаднала жената од срам. Ако, ништо чудно, така и треба. На секој доаѓање на Илчо се некои поголеми чоколади му носеше, Ете. па и по 2 црвени му Ајде, оставаше. пак ти твоето. Кажи понатаму што се случува. Случајно се сретнавме со жената и ми велите, молам ми треба личната карта, оди донеси ми ја, затоа што јас кај тие стражари тамо не сакам повеќе да минувам. Може да ме сретне Илчо и пак да ме застрами. Па сега вака види да ти кажам, браво, никој не веруваше дека тако војник ќе излезе од него, а зошто и да не. Во таа смисла тој е на дедо му принципиелен. Што? Ти го оправдуваш? Па како да се земе? Па детето си ги врши наредбите и тука нема ништо ненормално кога е во прашање една ваква акција. Здраво, здраво. Браво, ти заврши. Да, завршив. Одличен. А ти уште не си завршил. Имаш да свршиш некои работи. Кој можеше да се надева дека Илчо ќе го прогласат за најдобар курир во нашиот район? Се знае чија семка е. Ти уште и го палиш. А знаеш ли што и направил на тетка му? Се знам и се чув. Молам, нема исправи, молам. А ова што е, а? Кој е да видам? Ова. А, ова тука не важи. Ова тука не важи, се знае личната карта кај кого треба да биде кај собственикот. А ти важеше како прв жирант, нели? Па добро, знаеш како ти е тоа во мирнодопски услови? Да, ама сега во вакви воредни околности се знае дека личната исправа треба да биде кај собственикот за да знаеме кој е, што е, зошто е, со кого е, против кого, над кого и така. Мислам дали е црвен, наш или не е наш. И сестра ти не е наша, нели? Па знаеш како може да биде наша, може да не биде наша. Зависи што и наредиле. Васко, ти се шегуваш, нели? Не се шегувам, туку го мислам тоа најсериозно. Кај ти е тебе личната карта? Гледаш? Немаш лична карта. А? Не е важно дали си ми жена или сестра, немаш лична карта, не си никој. Срам да ти е и Зошто? тебе и на син ти. Зошто ме... Може би и ти му нареди така да направи, а? Јас не. Тој, како курир на главниот штаб, си знае задачите и обврски. Но таа ти е сестра, човек, у него му е тетка. И не Добро. сме и не може така пред цел свет да се однесува. Маја, ти можеш ли еднаш да сватиш каква е озбилноста на оваа акција и со која цел се прави овој своз во овие воредни околности? Можам да сватам. Можеш. Можам. Само можело да биде и поинаку, знаеш? Кај вас од цивилната заштита може да биде и поинаку, ама ние територијалците ниту можеме да бидеме поинаку, ниту нема кај нас ни трт ни мрт. Здраво. Здраво, сине! Добре, Јај не го. мораш да пушташ гласно, вика, чуфме кој си. Добар е. Некој може би и не чул. Да. Чувме, ама чувме и за нешто друго. А за онаа другарка без лична карта, тоа нели? Таа не ти е другарка, туку тетка, разбра? Во други услови да, но денес не може. Маја, те молам. Така е, сине. Браво, тој е правилно воспитан и ориентирано насочен млад човек. Кога треба песна игра, гитарата враце. Рачунајте на нас. А кога треба се брани земјата, пушката враце и молам. Браво, сине. Добро. А сега ќе треба ли да барам труба и да кажам дека е време за ручек. Ајде, се облекувајте се и сите во строј на масата.